Две причини се за мојата посета на ова значајна компанија за македонскиот извоз, Ваптек, да видам каде се произведуваат деловите за сопирачките кои што ги употребува њујоршкото метро, значи токму од ова локација кај што се наоѓаме тие излегуваат, бидејќи ова е компанија која што пласира своји производи во 50 земји на 5 континенти и е значаен столб во извозната конкурентност на македонските производи, е во собственост на една многу значајна корпорација Westinghouse, која што е позната на сите. И втората причина е што од ова место сакам да најавам дека Управниот одбор на Стопанската комора на Македонија на седницата во четврток на 1 ноември ќе отпочне една активност која што ние ја најавувавме долго време за предлагање на мерки за подобрување на извозот во Македонија, бидејќи, како што знаете, ние од септември навака имавме значајна активност во делот на соработката со владата околу мерките за подобрување на конкурентноста на металургијата, па после тоа уследија мерките околу должничко-доверителските односи и сега сакаме да ги завршиме на крајот со извозните мерки, кои што ќе значат еден сегмент за окружување на еден сегмент на создавање атмосфера и ситуација во која што ќе во услови на криза ќе се обидеме да ја подигнеме конкурентноста на македонските производи, затоа што општ заклучок е од сите дека кризата во 2013 година ќе продолжи. Вториот заклучок е дека и консензуален во Македонија дека на кризата мораме да и се спротиставиме само со зголемување на извозот. И третата работа, ние имаме извоз со кој што се гордееме и во услови на криза постигнува добри резултати, значи ќе бидеме на вистинскиот пат. Се работи значи за предлог за донесување на 3 нови закони кои што ќе регулираат оваа сфера на извозот на подобар начин од постојниот што го имаме. Не претендираме дека е тоа најдоброто решение, меѓутоа тоа е решение со кое што ќе го понудиме да разговараме со сите релевантни фактори во Македонија, чинители на економската политика. Прво е предлог за донесување на закон за инвестициони и активности во производните извозно ориентираните компании во Македонија, со што ќе се мобилизираат и ќе се подпомогнат тие компании да направат преокрет во структурата на бруто домашниот производ, кој што кај нас, као што знаете, учествува со многу низок процент производните дејности, а во најголем дел се работи за извозните компании и со тоа тие ќе бидат поддржани. Вториот сегмент е предлог за донесување на закон за формирање на гарантен фонд на Република Македонија за економски развој со оснивачки влог од 60 милиони евра, со кој што ќе се помогнат извозните компании и производните во 2 сегменти. Во едниот сегмент за обезбедување на нивните кредити пред домашните банки во делот во кој што не можат или е ниско нивото на капитализација, а имаат профитабилни проекти. И вториот дел во делот на обезбедувањето на 50% учество во користењето на европските фондови, за кои што сите наши анкети покажаа дека се заглавени токму во тој дел. Не можат компаниите да го обезбедат 50% учеството, за да можат да дојдат до вистинско користење на тие средства. Сето тоа ќе предизвика сериозни промени во структурата на Македонската банка за поддршка на развојот, која што треба да биде институцијата, инструментот преку кој ќе заживеат овие наши барања, и заради тоа ќе одиме и со таков предлог во кој што Македонската банка по угледот на оние банки во обкружувањето кои што постигнале подобри резултати, на тој план ќе се реформира и ќе се стави во целосна функција на зголемување на капацитетот на извозните компании во Македонија. Значи, зборуваме за еден сегмент кој што покрај оние што ги кажав ќе го заокружат целокупниот бизнис амбиент за поддршка на македонските компании, ќе го поттикнат извозот и производството,
за на среден рок да македонските компании бидат поконкурентни, со тоа и се спротивстават на кризата, а на краткорочен план да направат пробив во структурата на бруто домашниот производ од услугите на страната на производството. Кои се аргументите за ова? Аргументите за ова се, вие знаете дека учеството на извозот во бруто домашниот производ е 42%. Вие знаете дека Македонија има трговски дефицит висок, кој што постојано се одржува, затоа мислам дека е и во согласно со општите политики економски на државата на тој план. Јас од сите овие посети кои што ги имав и од сите разговори што сме ги имали со носителите на економската политика и на фискалната и на монетарната, не гледам други размислувања. Тука мислам дека имаме идентични гледашта, дека треба во услови на криза да се помогне на извозните компании и тука се гледа и излезот и преокретот кој што треба да го направиме. Неодамна подпишавме, денови отпоштаме солидизација на можеби најголем договор во историјата на нашата компанија. Станува збор за договор вреден $18 милиони, испорака на сопирачка опрема за вториот лизинг производител во Европа, компанијата Gatex, и особено сме горди на овој договор затоа што после децении работа успеавме да продаваме сопирачка опрема во Германија. Самото наше присуство во ова корпорација ни дава за право да обезбедуваме нови пазари. Веќе имаме можност преку многу агенти, дистрибутери да имаме пристап до сите пазари, а внатре овде кај нас со многу ангажман, знаење, труд, посветеност обезбедуваме постојан пораст на нашето производство. Планот за следна година е пораст на компанијата за преку 20%, а во планот за наредни 5 години е планиран пораст за наредни 150%. Една сеопфатна, посветена работа на развој на нашите производи, работа со купувачите, работа на квалитетот и едноставно сето тоа ги убедува нашите купувачи дека може да купуваат производи од Ваптек МЗТ, значи од Македонија, од Скопје, и особено сме горди што нашите производи веќе екзистираат и трчаат, кој што велиме, на возни средства и во Америка, и во Австралија, и во Бразил, и во Индија, и особено сме горди на тој факт.